барем 5 до 10 години пробиотиците се една сериозна фокус тема, која што полека се шири, да речем. Најпрвен ги перцепиравме како нешто кое што е пред се за стомачни проблеми. Така, за спречување на пролив. Тоа беше прва дефиниција која можеби пред 20 на години, кога ние веќе уште бевме на факултети, малце потоа и така натака, да не напоменуваме брендови, беше поим за тоа како да си помогнеме сами доколку се случи пролив, и тоа пред се при патување. Значи тоа беше првата идеја и состојба. На патничка диареја. Патничка диареја, класична, која што знае да ни го расипе одморот. Потоа почна едно поврзување со антибиотиците и тука се направи најголемиот, да речам, напредок, помак во оваа ситуација, затоа што многу логично се поврза термините пробиотик, про за, антибиотик против, значи за живот и против живот. Јасно, значи, бидејќи антибиотиков би требало теоретски да ги убие сите бактерии кои што се во организмот, ќе ги убие и добрите, а тоа се пробиотиците, па мора да ги внесеме за да го вратиме балансот. И кога дојдовме до тоа дискусија за равнотежата на значи добрите и лошите бактерии, како онај не знам, криминалистички филм Добриот и лошиот, па добриот победува затоа што е посилен, зашто така треба. Иста е ситуацијата и овде. Че нас ни треба количина на добри бактерии кои што ќе спречат или ќе го намалат штетниот ефект, токсичен ефект, зборувам и за токсини, конкретно меѓутоа и за сам ефект на одредени микроорганизми. И тука веќе се разви дискусијата за имунитет. Го објаснувам ова едноставно за да биде за секого восприемчиво. Значи, во суштина, првобитната идеја беше дека пробиотиците во доволна концентрација, редовно внесени и од соодветен вид, не било кој. Така, има различни соеви. Апсолутно, значи изборуваме за милиарди, билиони, да бидам вака прецизен, различни соеви на бактерии кои што се наоѓаат во нашиот организам и поголем дел од нив се добри. Тама работа, ако ние цело време се бориме со лоши бактерии, како ни биде креат. Меѓутоа, во суштина, одреден број од нив науката ги систематизирала и лоцирала како тие кои што можат да донесат до квалитетна заштита на нашиот организам, па затоа и ги произведува синтетички